Почитувани, добар ден. Почнуваме со црвена линија. 4-дневната работна недела веќе е реалност во повеќе земји. Во Велика Британија 92% од компаниите што учествуваа во пилот програмата го задржаа моделот, а продуктивноста не се намали. Во Исланд јавниот сектор скоро целосно премина на пократко работно време со иста плата и поголемо задоволство. И во Македонија од 1 јануари една приватна компанија воведува 4-дневна работна недела како пилот проект. Дали ова е иднината на нашиот пазар на труд? Може ли да донесе повисока продуктивност, нови работни позиции и стабилен пензиски фонд? Како ќе влие врз институциите и задоволството на работниците? Ете во каква дискусија верувам ќе ве има во голем број во ова денешно издание на Црвена линија. А кога сме веќе кај прашањата, еве ќе потсетиме дека имаме во текот на целиот ден и анкетно прашање кое што можете да го одговорите ако не заследите на Инстаграм. Се што ви треба е нашиот профил Црвена линија, профилот на Телма телевизија, и штом не заследите на Инстаграм, веднаш кликнете и на Инстаграм стори. Црвена линија таму ве прашува: може ли јавната администрација да ја задржи продуктивноста со 4-дневна недела? Јас верувам ќе можеме да покажеме, да видите како изгледа тоа таму. Имате две опции за одговор. Едната е да, другата не. Кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор, а стандардно Црвена линија ги сумира резултатите во проценти и ќе ги објавиме некаде конкретно во денешно издание. Во продолжение ќе погледнеме извадок од разговорот кој што го водеше вчера Горан Петревски во Да си кажеме, а потоа ве очекуваме вие да ги кажете вашите одговори на нашите прашања. Секогаш кога во Македонија се отвара ова прашање за намалување на за обемот на работното време, за скусување на работните часови, следејќи ги европските примери што ги спомена и господинот Галича и генерално сите тие пилот проекти и експерименти кога станува збор за промени на пазарот на труд, имаше бурни реакции од економијата, од бизнис секторот, Сојузот на стопански комори. Главните коментари, забелешки се однесуваа во смисла на тоа дека тоа може би треба да профункционира во администрацијата, во јавниот сектор, меѓутоа не и во приватниот бизнис, бидејќи со сегашното ниво на продуктивност тоа би било катастрофа за домашната економија. Они имаат параметри. Се согласувате дека продуктивноста е ниска? Јас се согласувам. И тоа е факт. Во Македонија не велам дека луѓето не работат, не велам дека не се вредни, но продуктивноста која што ние ја генерираме како економија, како сила, како трудов инпут, всушност е под европскиот просек. На дното сме. И ова се статистички податоци на Евростат и на нашиот завод за статистика и на самите комори, Сојузот на стопанска комори и на организациите на работодавачи. Како тогаш може да сакаме да бидеме Холандија, Швајцарија и Исланд кога станува збор за работното време? Убаво е да бидеме Македонија, Македонија е просперитетна и достоинствена земја за живење, која што се остварува достоинствена работа и достоинствена плата. Значи, убаво е да се споредуваме, но како да ви кажам, и не е баш секогаш добро, затоа што имаме па и ние некои други наши параметри објективни, па и друга култура, ако сакате на крајот на денот. Го спомнавте еве на почетокот и Исланд. Исланд на пример е ориентиран кон blue economy. Значи тоа е еден сега нов концепт, бидејќи имаше финансиски крах во Исланд и не се свртеа кон обновување на финансискиот сектор, туку кон blue economy. Таа економија може релативно полесно да се флексибилизира во однос на работното време, затоа што е свртена кон услуги, како што рекоте и претходно во најавата, значи не е толку во однос на производство, нема такви фабрики, нема таков тип на економија. Македонија што треба да направи? Македонија, затоа ја започнав од јавниот сектор. Треба да видиме што се случува со продуктивноста, односно непродуктивноста во јавниот сектор. Со сите честни исклучоци на вредни луѓе во јавната администрација, административни службеници кои што работат можеби не за еден, туку за повеќемина. Треба да се види во тој дел дали политизацијата, дали превработеноста, дали некои други фактори влијаат на ниската продуктивност и незадоволството на услугата кој што доаѓа до граѓаните. Што според вас како теоретичар е главен проблем? Политизацијата
Превработеноста? Па, се помалку политизацијата инспирира превработеност. Превработеноста инспирира да одредени луѓе седеат дома, не доаѓаат на работни места, како некоја насока и директива, што по самиот закон значи дека всушност и не се вработени. Ме разбирате, значи сега имаме тука правно-економски, би рекол, перипетии со кои што ние се носиме и радикалниот рез за сечење, би рекол можеби е наједноставното решение, меѓутоа не е најлесното, не е најбрзото, но не е наједноставното, затоа што сето тоа ќе има социјален импакт потоа во самото општество, бидејќи ние сме мала економија и малобројни луѓе живеат овде, не сме ние милиони, милиарди, па ако останат одреден број на луѓе без работа, се создава еден проблем. Но има начин како да се канализира и тоа. Скратувањето на работното време. Суштинската поента ми е дека и затоа ви честитам што отварате оваа тема. Ова е неизбежна иднина и неизбежна дебата која што ќе следува и во Македонија. Токму заради дигитализацијата и вештачката интелигенција. Ако ги гледате европските земји, токму заради имплементацијата на работните места и воведувањето на дигиталната економија, дигиц, така наречена, во рамките на производството, всушност се генерира вишок на работна сила и затоа прв чекор кон социјален мир е намалување на работните часови. А сега сакаме да ве слушнеме вас. Доволно да го завртите нашиот познат број 023070005 и да ги слушнеме одговорите кои што верувам ги имате на денешните прашања. Што ве прашува Црвена линија денес? Дали е според вас ова и иднината на нашиот пазар на труд? Може ли да донесе повисока продуктивност, нови работни позиции, стабилен пензиски фонд? Според вас еве и како ќе влие врз институциите и задоволството на работниците? Помалку работни часови, повеќе резултати. Можно ли е сето ова во Македонија? Овие одговори се разбира, на овие прашања можете да ги дадете и доколку не заследите на Facebook. Топло препорачуваме, бидејќи коментарите, како одговори, впрочем ги читаме во рамки на секој едно издание на Црвена линија. Така да се што ви треба е профилот на Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија на Facebook. Над зидот е објавена темата, еве и како изгледаме таму и прашуваме воедно, тоа ни е и секако анкетно прашање на Инстаграм денес, може ли јавната администрација да задржи продуктивноста со 4-дневна недела? Па помалку работни часови, повеќе резултати. Можно ли е тоа во Македонија? Да ве слушнеме. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добро, најверојатно на почетокот веќе малку ќе имаме временска пауза од едно до друго вклучување, но тоа е и доволно време за да ве потсетиме да бидете активни, што се вели на сите страни. Вртете на нашиот број, да бидете активни на анкетата на Инстаграм и секако пишувајте коментар. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Поздрав до вас. Благодарам, поздрав и до тебе. Па еве како ви се чини воведување на 4-дневна работна недела? Ви се чини ли дека помалку работни часови ќе донесат повеќе резултати? Возможно ли е тоа во Македонија? Не е возможно, да ти кажам најискрено. Тоа само во јавна администрација, каде што работат 10 души, а 100 одмараат. Тука може би нешто ќе се направи, ама во приватен сектор не. Јас го слушав вчера со внимание професорот Лазар Јовевски по трудово право што е и му се восхитувам секако на неговите искажувања, така да он го кажа тоа како припрема поради таа дигитализација и вештачка интелигенција како припрема да не биде најнаш отпуштање со 4-часовно работно време. Ама што правиме сега? Јас се надополнувам, пошто работев кај приватник од која ми пропадна фирмата. Што правиме со тоа? Ако јас сум работела во производство, мислам работниците работеат добро во фирма што произведуваше и кога газата имаше израчунато колку производи треба да излезе за 6 работни, односно, па да, за 6 дена, пошто и сабота ги викаше работниците, толку за пари да добие повеќе, нели како? Ако им скрати на 4 сата, тогаш што правиме? Тогаш тој ќе биде не во загуба, туку нема да му се исплати да ја држи веќе фирмата. Така да мислам дека што се однесува за производство, дека нема да биде така кај нас. А што ќе се случува понатака, не знам да ти кажам најискрено, ама администрација секако се радува, не знаат дека ова е почеток на отпуштање, така да нека не се радуваат, а секако јуни од четврток си одеа, Тина,
така да пола од нив ќе си заминат уште од четврток на споен викенд, така да сега уште во среда ќе си заминуваат, така да секако администрација ќе биде во добивка, ама не знам па кој ќе дава пари, па од кај ќе има пари кога овие што произведуваат нема да го полнат фондот. Така да нема тајмер, ама изгледа ми помина времето. Поздрав многу Тина и убав ден на сите. Благодарам секако за вклучувањето, за одговорите и она што го споделивте со гледачите на Црвена линија. Воедно вие сте и првата гледачка, односно со ова започнува оваа денешна дискусија. А јас ве потсетувам на самиот почеток да не заборавите секако да го почитувате исклучително важно техничкото правило, а тоа е повртењето на бројот 02307 005, веднаш целосно да го намалите тонот на ТВ приемникот. Секако ги покануваме и оние кои што се слободно ќе речеме активни во своите професии, така да и ако си дозволам да кажам и по младите генерации кои што секако се активни на пазарот на трудот, еве да споделите со јавноста дали сметате дека ова иднина е возможна во нашата земја и ќе донесе секако продуктивност. Добар ден. Ало, добар ден. Голем поздрав до вас, повелете ве слушаме. Да, повелете ве слушаме. Вака. Значи, во јавната и во државната администрација секако е можно. Еден ќе работи, а тие другите околу него, како калајџии, ќе се вртат. Значи, еден работи, 5-6 околу него само се врткат. Тамо може секако да се направи. И така, дали имат, мислам, оној што работи работата, тој со извинение, и така натаму. Му се. Сега, оние другите што се лежи лекција околу него и го нервираат. Значи, има луѓе тие што стварно ја работат и се преоптеретени. А оние легачите така си взимаат пари. Сега да се обсврнеме на другите сфери. Ако има некој живинарска фарма, сточарска фарма, сточар или било како, значи 4 дена да ги ранеме, овие 3 дена да гладуваат. И како? Како е тоа возможно? Не може. Се то може негде во некои сектори, пример, треба да произведиш, да речеме, некои машини или таква работа, тука може да големиш малце продуктивноста некој саат, ама ќе зашпариш од струја, од храна, превоз, таму некаде може. А во земјоделието? Ќе посетам и на времето, 90 секунди се предвидени за едно вклучување, но секако еве го покануваме гледачот доколку сака да се надополни, добре дојде на повторно да го заврти нашиот број. Благодарности вам за споделеното и одговорите на нашите прашања. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Ве слушаме во Црвена линија сте. Поздрав и до вас и до цела екипа на Телма телевизија. Благодарам. Повелете. Јас би го поддржал помалку работни часови, повеќе резултати. Ова е можно и во Македонија, зашто не би било можно? Кога ние имаме, да речиме, шведско образование, кога сакаме да се стремиме кон Европа, да речиме се токмиме со Швајцарија, со Аустрија, зошто да нема и кај нас помалку работа? Работниците би биле попродуктивни. Во ниту еден сектор не може работник ефективно да работи 7,5 часов. Значи, продуктивен би бил негде од 5, максимум 5,5 часови во текот на денот. Сега, доколку им се даде слобода на работниците, ќе се распоредат од понеделник до четврток, некои ќе одат од вторник до петок, така да би биле попродуктивни. Компаниите македонски нека не се жалат многу. Гледате сите дека за годишно заработуваат по 20-50 милиони, некои 70 милиони и цело време кукаат, така и тие им се малце пари. Треба да дадат и на работниците и тие да бидат задоволни. Со оглед на времето, поздрав и пријатно. Благодарам секако што го искористивте вашето време и учествувавте во Црвена линија.
А ние продолжуваме со вас и ве подсетуваме да бидете како и секогаш активни и на социјалните медиуми. И тоа е просторот каде што можете да дадете одговор на нашите денешни прашања, особено ако не можете да се вклучите во живо или доколку така ви е полесно. Но коментарите, односно одговорите, ќе ги читаме нешто подосна. Сега за сега ги вклучуваме гледачите во живо. Добар ден! Добро, најверојатно денес ќе имаме малку подолга пауза од едно до друго вклучување, но ќе искористам и ќе ви укажам уште еднаш како изгледаме на Facebook и ќе потенцирам да бидете активни како и секогаш и на овој социјален медиум. Може ли јавната администрација да ја задржи продуктивноста со 4-дневна недела? И секако прашањата на црвена линија денес е дали според вас ова е иднината на нашиот пазар на труд? Може ли да донесе повисока продуктивност, тоа значи нови работни позиции, стабилен пензиски фонд, помалку работни часови, повеќе резултати. Па дали според вас можно е се ова во Македонија? Добар ден. Добар ден, Тина, ако сум јас. Секако вие сте господине Живко, па и ве да ве слушнеме во црвена линија. За ова ваша тема, јас би се сложил, да речеме, зошто? Ако си ти на лента или нешто се работи, можеш да го направиш во пример во 6 сати, па што мораш да седиш 8 сати. Се слагам со тоа, ама не можеш секаде. Не можеш во рудник, не можеш во XX работи. Ако е за администрацијата да зборуваме, можеме одма тоа да го спроведиме. Место да правиме редици да чекаме пример за еден извод на родени, толку време, што би чекале кој може да се заврши работата во краток рок. Али секаде не може. Од друга страна, пак 8 часовно работење, например, секој што е постигнал нормата, му се плаќа плюс, да речиме. Така да, еве, ќе се послужам со Запад. Например, ако тебе ти е дадено да произведиш 20 кошули да сошиеш, а ти си сошила 30, тоа ќе ти биде платено накнадно. Доколку до тоа дојдеме, во ред е тоа скрат. Благодарности вам за учеството во црвена линија. Ве подсетувам, почитувани, секогаш имајте го таймерот кој што го одбројува времето предвидено за едно вклучување. Временски изнесува 90 секунди. Не случајно го објавуваме на екранот за да можете нели да го координирате и контролирате времето на вашето излагање. Но тука е, подсетувам и Facebook, продолжете, пишувајте коментари, бидете активни на Инстаграм анкетата, а она за што денес зборуваме со вас е секако нешто што на вистина веќе и почна да се случува кај нас, а тоа е воведување на 4-дневна работна недела. Поточно од 1 јануари една приватна компанија воведува 4-дневна работна недела како пилот проект. Па она од тука што ве прашуваме е дали е ова и иднината на нашиот пазар на труд. Сметате ли дека може да донесе поголема продуктивност, секако и нови работни позиции, но и стабилен пензиски фонд? Како ќе влие според вас и врз институциите и задоволството на работниците? Се извинувам. Добар ден! Здраво, Тинче. Здраво, поздрав до вас. Фала, голем поздрав до сите во Телма. Благодарам. Убав викенд да имате, прекрасна тема. Да ти кажем, Тинче, јас сам работила и на норма, и на, мислим, у администрација. Па убава работа овој да се направи. Зашто тие на норма се утепат работејке, мислим, а земат помалте пари, а овие од администрација, мислим, никад 8 сата не ги искористат. Идат шетат си, за време на доручак си скачат, после си идат по продавници си гледат каде е ефтино да си купат. Значи, убава е работа само да има повеќе пари, мислим, за овие што стварно работат
И се е можно во Македонија. И дај Боже да дојде некој закон, стварно да почнат да работат, да се завремат за работа, а не само да отидат, да си поседат, да се изговарат, Богот ово жени. Се сум видела, Тинче. Со 40 години стаж можеш да замислиш све што сум видела што се работи, ама не е убаво тој. Некој да се утепа од трготејке, а некој да дојде, да се шминка на работа, да се дотеруе, да иде да си прави фризура, да прават циркуси. Значи, еве, додек Македонија го докараа. Затоа дај Боже да се овие резултати можда се во Македонија, нека се најдат прави луѓе, домаќини ќе речем, да има работа за сите и да има пари и вие наши деца да не патат толку, да не ни бегат од Македонија, но оваа Македонија виште да почне да цвета и да е стварно да биде Македонија. Бидете ми живи и здрави и се наубаво во Телма, Тинче, поздрав. Благодарам и вам за активното учество во Црвена линија. Секако останете со нас и дослушајте ги останатите вклучувања, односно одговори на нашите прашања. Што се однесува до идејата за 4-дневна работна недела, тоа веќе не е само далечна визија или експеримент на неколку прогресивни компании, се повеќе всушност организации ширум светот ја тестираат оваа практика, а резултатите укажуваат на нешто што до неодамна звучало и невозможно, а тоа е повеќе продуктивност со помалку работни денови. Ви се чинили дека продуктивноста ќе се зголеми со помалку работни денови, со 4-дневна работна недела и дали е тоа возможно во Македонија? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме, во Црвена линија сте. Јовам од Велес. Ново прашање и размислување за поголем број на нас, на граѓаните на Република Македонија. Јас мислам дека ќе биде најдобро да се направи една пилот програма со неколку фирми, организации што може тоа да го изvedат, па потоа да се направи поново, да се направи дали може тоа да се изведе сите работни организации, зависи до фирмите, например у индустријата, у трговијата, дали може со помалку луѓе да се изведе работа. И тоа сакам да нагласаме на друга работа. Сите најголема работа ќе се заврши доколку народот што се у јавната администрација, државната администрација, тука да се намали бројот, не дека по прилика не над 180.000 работени од јавна администрација од државата ќе се терет за сета држава, посебно за власта и за нас за сите. Така да у секое едно министерство по општините работат секоја канцеларија најмалку по 4-5 непотребни луѓе. Јас сум затекнал у едно министерство, например, кога влегуваш натре, те примаат натре се 4-5 души, еден од нив редовно ги послужува тие, дали појадок, дали ручек, дали купување кафе, така да тие луѓе кои ќе се оттргнат и ќе им се даде друга задача да работат некоја, тоа ќе биде растератување, така да ова Благодарности вам за учеството во Црвена линија. Ве охрабрувам сите кои што еве тајмерот некако го прекрати вашето јавување. Правилото е такво да временски едно јавување изнесува 90 секунди. Но знаете дека се додека трае Црвена линија, добре дојдени сте и повторно да го завртите нашиот број 023070005. Подсетувам, бидете активни и на Facebook, објавена е темата. Црвена линија прашува може ли јавната администрација да ја задржи продуктивноста со 4-дневна недела, но секако и темата е објавена каде што се поставени прашањата за кои што спрочем зборуваме денес со вас. Па помалку работни часови, повеќе резултати. Ви се чинили дека се ова е возможно во Македонија? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во Црвена линија. Во програма ли се приме? Се извинувам. Вака сега. Повелете. Вака сега. Овој пред мене се обесен човек като вам каза за администрацијата. Треба да се намали администрацијата од Каваден период. Па и да му се намали не бива ли и за нейната работа. Да се намали и ниски платите и да се разпоредат от други места негде по индустрија ки шо имаме. Македонија не нишеме, немаме крај на патријани, чушки ништо не е. Само администрација примат. Арамија до арамија бе. Каква држава се ништо не прima од това. Не ВМРО, свети ВМРО да дојде, СДС, не ваде. Арамијска држава, ја не. Това се направи на
јавувањето и вклучувањето е една исклучително важна напомена. Не бев сигурна во однос на гледачот дали користи интерфон за вклучувањето во црвена линија. Избегнувајте го тоа со оглед на тоа што квалитетот на разговорот ќе биде далеку од добар. Како што гледате, најдобро е да се зборува директно во телефонска слушалка, да е намален тонот на ТВ приемникот и да се држиме до темата. А денеска црвена линија има неколку прашања. Конкретно ве прашуваме дали сметате дека 4-дневна работна недела, која што се повеќе особено во светот станува реалност, а и кај нас од 1 јануари, со оглед на тоа што една приватна компанија ќе воведе 4-дневна работна недела, ќе донесе и поголема продуктивност, односно ќе создаде и нови работни позиции, но и стабилен пензиски фонд. Како ви се чини дека воведувањето на 4-дневна работна недела и ќе влие во нашата земја доколку се воведе врз институциите и задоволството на работниците? Дали сметате дека всушност бројноста на работни часови влие на продуктивноста или всушност продуктивноста се врзува за помалку работни часови? Да ве слушнеме. Велиме добар ден. Ало, добар ден пак. Ако, секако повелете. Да ти кажам, размислив преска, нема време да се доискажам. Значи, ме интересира сега што ќе прават 3 дена, па тие 4 дена ќе работат, 3 дена кај ќе работат или ќе одат си имаат приватни фирми негде, па ќе си печалат, па баш и не гајле. Не верувам во продуктивност голема. Ти спомна и фондот дека ќе се наполни од кого ќе се наполни од администрација, кога немаме ни фабрики, немаме производствени погони. И уште нешто многу битно, нели сега не работат во недела продавнициве. Ти знаеш ли во сабота, знаеш уствари, сите знаеме, дека тие вработени што се во дуќаниве, дека душа маста им ја вадиме, сите ние како да е смак света, па одиме, купуваме како веќе и тогаш се они толку преоптеретени. А замисли се ти газдава исто така се у фирма некоја кај што работев јас. И тој ќе рече за 4 дена, 5 дена ми работи, ама за 4 дена сега ја нема да ги пуштам и у тоалет да одат. Нема да им дам ни да јадат, значи. Ти кажав и преска и сега ќе кажам, тој што не работел кај газда не знае како изгледа, значи. Тој сака да се збогати. Сега, ако на газдите им дадат душа некако, да ги преобразат со душа да бидат луѓето, тогаш може би нешто ќе се случи, ама работникот, ако не му ја извадиш ти маста, ти не си прав газда. Ти тогаш, јас му се восхитував на човекот вчера што беше газдава кај Горен Петревски, му се восхитував на газдава што верува и очекува. Ама ретки се тие газди, значи тие се ретки, може да ги броиш на прсти или на една рака само. Поздрав. Благодарност, секако еве и практично кажано како можете повторно да се вклучите и да се доискажете. Благодарам уште еднаш. А во однос на трендот на скратена работна недела, ќе потсетиме дека во Велика Британија дури 92% од компаниите кои учествувале во пилот проектот решиле да ја задржат 4-дневната недела и по завршување на тестот. Да ве слушаме дали ви се чини дека тоа преса е возможно во нашата земја и доколку се имплементира ќе создаде поголема продуктивност, секако и подобрување во однос на постоечкиот пензиски фонд, нови работни позиции. Еве, ви се чини ли дека 4-дневна работна недела е возможно да функционира и кај нас во Македонија? Добар ден. Добар ден, Тино, слушamo ли се? Да, се слушаме, повелете. Па треба да се намали. Они работят дома едно друго, па отиде па спие на таму на фотелја, на стол и едно друго. А треба да се... например, ако се има 30.000, ако се намали, треба 15.000 да зима. Чим ќе се намали, платата треба да му се намали. Разбираш? Принципот е да не се намалат платите, туку да се намалат работните часови. Треба да се намалат како? Не 30.000, чим ќе се намали саатите на работа и платата треба да се намали. Например, 30.000 зима. Треба 15.000 да зима.
а дома у тепа се работели фирми, има едно друго и трчи напам и отиде у спие на стола. Сад имаше на филма календари се гледа, едоњас работи, другиот спие на вашата на телма телевизија. И тоа е тино. Платата да ли се намали, нека работа по 4 сата, може да работа овие жена што са деца имали едно друго, тоа е друго. Овие имали, речи га, војската, полицијата, имали намалено време? Нема. Ови се знае, ови са први за свегде, да полицијата мора да контролу да врши. Според вас, Еве, дали продуктивноста се врзува за бројноста на работни часови? Како? Според вас, дали продуктивноста се врзува за бројот на работни часови? Ако се повеќе работни часови, поголема продуктивност? Ама ја имам работено по 13 сата, 12, 2 смени имам работено. И нема стаж на тоа. Добро, благодарност за вклучувањето. Еве малку да пообјасниме како функционира моделот. Најчесто компаниите ја задржуваат истата неделна плата. Тоа значи дека ако станува збори за воведување на 4-дневна работна недела, не значи за работниците дека ќе добијат помалку плата, помала плата. Но она што се очекува од вработените е да имаат поголем фокус и подобро управување со времето. Наместо да се продолжи работниот ден, идејата е да се оптимизираат процесите, состаноците и интерните комуникации. Се со цел вработените да постигнат ист резултат, ама во пократко време. Ви се чини ли дека таквиот модел може да функционира во земјава? Добар ден. Добар ден. Дали ме слушате? Добар ден, дали ме слуша гледачот или добро вечер, подобро да речам? Вака сега, не користете интерфон и спикерфон. Најверојатно, ете, и линијата, барем во однос на она што можевме да слушнеме, не беше добра во однос на квалитетот. Ке го охрабрам гледачот секако повторно да го заврти нашиот број и повторно да има можноста да даде одговор на нашите прашања. Добар ден. Здраво. Здраво. Па види, ова се работне часови мене многу не ми се допаѓа. Зошто? Па затоа што фитната е во учинокот. Значи, ти можеш да сработиш некоја работа и за многу пократко време, ама каде се фирмата ќе спаси многу пари. Еве ја да речеме, покрај што бев некоја железница, бев и нешто друго. Имаше една ситуација за една трубилица на камен, за правење песок, за градежни фирми, која кошта преку 1000 евра пари. Агрегатот ти беше отиден, кој прави струја на терен, таму каде што се. Агрегатот имаше проблем со регулација на напон. Ја го средив тоа нешто за 4 сати. Ако верувате, сакате, не верувате, таа машина вреди 100.000 евра, а вади пари, глава да се заболи. Ја наплатих за таа работа 5.000 марки, евра. Ме разбирате? Значи не е прашање колку сати ке работи жената цел ден ке брндаш, ама ако немаш лејката, све е џабе. Значи прашање е учинокот, колку фирмата има напредок после таа работна интервенција. Поздрав! Благодарам многу и вам за споделените одговори. Ајде малку да ве префрлиме онаму каде што пристигнуваат коментари. Ве потсетувам, бидете активни на Facebook, објавена е темата, објавени се секако и прашањата на црвена линија. Еве ги и одговорите. Ќе почнеме со она што го напиша Славица Милевска. Вели, на Запад се работи, кај нас се забушава и злоупотребува јавната администрација, знаејќи дека немал ден се на платен список, а ги нема никаде. 4-дневна работа ние ќе ја сведеме на ефективни 3 дена. Добро, благодарност до Славица. Продолжуваме со вас во живо. Добар ден. Ден и убав ден и викенд убав.
Благодарам. Да ве слушнеме во однос на Кајленчичко, село Гајранци, Прво Сипско. темата. Добро. Еве како ви се чини? Администрација, господице, џабе и плата за да и намала 100% пак е седат. Не само у администрација, у судство, се е џабе. Се е тоа партиски луѓе со средно образование, магијата станаа председатели на местни заедници и врвоција си ги жените со средно образование. Оди лакирај ногти, црви уста, фарбај коса, плати врата, зимај плата. Ето тоа дереже дојдоа вие партии што пропастија Македонија. 40 села у мојот крај. За 20 години едно новороденче нема, една свадбичка нема. Само нови споменици по селото ќе видиш. Жално и гравота е за ваа наша мила Македонија, со вие што го пропасија на мија и дучишта, и земјоделие, се пропасија, господице. Жал ми е вака што морам да кажам, али јас на консултација... Ајде да ве прашаме ова. Дали сметате дека работниците, доколку работат 4-дневна работна недела, ќе бидат продуктивни, еве? Дали е битно... Како први ден, и 24 сата да седат, има 70% партиски луѓе што не... Ама ние зборуваме и за приватните компании, ние генерално за воведување на ваков модел. Дали сметате дека работникот е попродуктивен ако работи повеќе часови или помалку? Најверојатно истече времето. Ајде малку еве да пообјасниме, иако се трудиме само што ова да укажам дека поголем дел од вработените изјавуваат дека чувствуваат помал замор, имаат повеќе време за семејство и лични интереси, а сепак се помотивирани и посрекни на работа. Компаниите пак од друга страна пријавуваат намалена флуктација и отсутност, како и зголемено задоволство кај клиентите, што сугерира дека продуктивноста не е жртвувана. Време дојде да ги погледнеме рекламите, не го менувајте каналот, секако следуваат резултатите од денешната анкета. Да погледнеме како одговорија на денешното анкетно прашање оние кои што не следат на Инстаграм. Ако не сте меѓу нив, време е да не заследите. Профилот е Црвена линија, профилот на Телма телевизија, веќе од понеделник учествувате во новата анкета. Еве ги резултатите од денешната. На прашањето може ли јавната администрација да ја задржи продуктивноста со 4-дневна недела, со да одговорија 54%, со не 46%. Тука останува секако да ве поздравам, да ви се заблагодарам за учеството, секако во понеделник со нова тема, нов предизвик, но и да ве потсетам да се информирате и кликате на telma.com.mk. Она што следува по Црвена линија е секако мојот колега Игор Трајков со новото издание на Nexus. Се гледаме.